Ечиво што му оздраве прсто на касапот. Чита Александар Стадојков. Си го пресекол прсто еден касап и му се подбесил, та викнал еден ечим да му го излекува. Го лекувал ечимо, му го лекувал и до некое време го излекувал и му платил што му чинело. По некој ден отишол ечимо при касапот да купува месо и едно го видел, се насмеал и му рекол: ама касап баш и да ми даиш еден черек месо е најдебело и поевтино. Оти, јас ако дете го излекував прсто, ќе си беше без прс. Вистина, така си ечим баши, ако не би го оздравеше ти, можеше и да ми падне. Ете, така да знаеш, оти, јас ти го оздравев прсто, му рекол ечимо. Секој пат кога ќе земел месо ечимо, али ќе поминал покрај касапо, се така ќе му велел и се поевтино месото ќе му го сакал. Не беше било еден месец, али една година, ами со многу годиње. Та веќе беше му се здоделало на касапот велењето на ечимо. Едно утро беше му се да врвеле до чудо буштери да купуваат месо. Отишол и ечимо и тој да купува месо и ватил да му вели и да му се вали као секоја што му велело ти. Тој му го оздраве прсто и треба да му дај најарно месо и најевтино. Тога и дури беше му пукнала фиона на касапо, та го клал прсто да ќутуку и бавдал со сатор да го пресекол и му го врлил да ечимо, велејќи му на лутина. Доста бре, ечим баш и со тој пусти прсто јас ти го оздравев, прсто ако не ти го оздравев ќе ти паднеше, без прст ќе беше. Веќе ме изеде со тој пусти прст, на ти го прсто, за да куртули сам од тебе, оти веќе ме изеде со тој пусти прст како сол и леп. Му го фрли во сурато и така куртули са касапо од бестрамниот ечим.